Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студија. Овде со мене во студијата е Дарко Богданов од Виница, стрип уметник. Добре ни дојде во рано наутро. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Така. Еве најпрви нешто да ни кажете повеќе за вас, од кога започнавте да се занимавате со стрип уметноста? Па со стрип уметноста почнав да се занимавам како што оди редот, значи уште од најмала возраст. Се тоа се наследува од родителите, така. Татко ми читаше и собираше стрипови. Се тоа се префрли после тоа на мене. Значи идејата е од вашите родители? Да, најпрво се почна со прецртување од веќе постоечки стрипови, после дојде ред за своји лични креации и така. Еве, кој жар најмногу го вие работите преку вашите стрипови? Што најмногу прераскажувате? Па мислам дека се испробувам во скоро секој жар. И многу малку има што не сум ги пробал да ги нацртам, да ги обработам. Значи имаме и хорор, имаме и хумористични стрипови, имаме и класичен криминален, дури поуметнички алтернативен стрип, тоа што го викаат. Така, еве, вие ни донесовте пример од вашата стрип збирка. Еве, што најмногу владее во оваа збирка, ќе ја покажеме на камерата? Најмногу, ова е мојата прва стрип збирка, што ја имам работено уште за време на студии. И ова е комплетно авторски проект. И е повеќе ќе дојде, ќе се карактеризира дека спаѓа во тој поуметнички, поалтернативен жар. Значи, некои по-психолошки моменти и како што може да се види, многу мрак и црнила. А како ви доаѓаат идеите, например, за правење стрип? Искрено, тоа не се објаснува, не знам како ќе дојде. Се случува ли некоја секојдневна случка која што, еве, например, дали на улица, во автобус, нешто ви влезе така во очи, од тоа да направите? Да, има и такви моменти, значи дали од секојдневието, дали некој сон што се зонувал, па после ќе се вметнат елементи во цртежите. Има, значи, доаѓа инспирацијата неочекувано секогаш и кога ќе дојде, човек едноставно ја складира и доаѓа моментот после тоа кога ќе може да употреби. Колку збирки имате до сега? До сега, значи, имам издадено 2 збирки. Првата, оваа што ја покажавте, е моја лично авторска, додека втората е компилација и во соработка со други автори, значи со сценаристот Дохрид Јордан Коцевски и плюс уште неколку други мои колеги цртачи, значи Андреј Манев, Весна Ничевска, Александар Стеванов, сценарист од Штип, Игор Јовчевски. Во втората збирка сме соберени 7-8 автори и е повеќе како тимска работа, отколку како да се каже дека е лично авторска. Еве, имате досега направени изложби. Да. Колку изложби до сега имам учествувано во повеќе групни изложби со моето Сдружение на уметници од Виница, Сдружение УМ. Имам самостојно направено 4 изложби, од кои 3 се на стрип, значи на стрип страници, стрип илустрации. И се надевам ќе има и уште повеќе и понатаму, како што ќе се создаваат нови дела, така и нови изложби. Така, еве, вие како еден стрип уметник, што важно ќе ни кажете за стрипот? Што е она битното во еден стрип? Еден стрип, мислам дека значи, со една слика може многу да се каже. Да, стрипот како медиум е можеби најуникатен од сите други уметности. Стрипот е девета уметност и е како симбиоза на повеќето уметности. Значи, тука имаме елементи и од филмската уметност, имаме и од анимацијата, имаме и од литературата. Тоа е таков уникатен склоп што функционира, значи, преку зборови и преку слики се пренесуваат разни идеи и атмосфери на еден сосема посебен начин, поразличен од сите останати. А дали мислите дека во денешно време полека се заборава овој начин на известување? Порано знаеме дека имаше голем број на така стрип изданија, списанија, па
Немаше Да, дете кое порано- што немаше дома списание. Да, Дали порано мислите дека беше сега разпространено. повеќе тоа се изоставува? Мислам дека не, мислам зависи тоа кај нас е во стагнација, тоа е факт, значи после Југославија почна да стагнира сепа така и стрип уметноста, меѓутоа мислам дека не стагнира општо земено, не стагнира стрипот како уметност, туку едноставно само се прилагодува на новите околности и новите технологии и прилики на пазарот за стрип. Така. А еве, дали вие работите само за себе или сепак ги издавате на други местови или работите за некое друго списание? Да, па тоа е делумно се работи за себе, значи најпрво човек работи за себе, да е задоволен, да си ги задоволи некои своји лични артистички потреби. А исто така се објавувало покрај овие, имам објавувано и во разни други списанија, како во Македонија, така и на Балканот. Сега оваа година ќе започне соработка со издавач од Скопје, ќе излезе нова збирка. Така. Еве, имав прочитано за вас дека се имате представено во Албанија заедно со други македонски стрип автори. Да. Малку да споделите. Да, тоа беше еден конкурс распишан од Албанското Министерство за култура и конкурс за стрип. Јас и заедно со колегата Александар Стеванов испративме стрип и бевме единствени неалбански автори кои има учествувано. Тоа беше пред дали беше ноември, дали декември сега, пред нова година. Супер, одлично. Што друго можеме да очекуваме еве во иднина од вас? Дали имате најавено некоја изложба? Што подготвувате? Во иднина оваа година треба да излезе нов стрип албум, нова збирка, заедно со Јордан Коцевски, по втор пат. Се надеваме дека ќе излезе најкасно до есен. Се работи на други нови проекти, нешто лично мои, што во соработка со други сценаристи. Значи, ме очекува соработка со сценарист од Србија, од Италија, така да има работа. Одлично. Еве, колку време ви е потребно за да направите една стрип збирка или само една страна од збирката? Зависи, зависи. Тоа секогаш зависи од повеќе фактори. Дали е човек може да се посвети на работа само на тоа, затоа што сепак не е ова од кое живеам целосно, мора човек да работи и други работи, да црта други работи. А кога човек е ослободен од останати обврски, оди работата многу побрзо. Пример, за една страна стрип, зависи од кој стил се работи, може да речеме комплетно завршена, најмалку 2 дена е потребно. Така. Па добро, не е многу долг период. Јас овде ќе ве замолам, доколку сте во можност и доколку сте инспиративни, овде за нас да направите еден мал стрип. На лист хартија, така? Да видиме дали ќе можеме. За нас еве. Така, почитувани гледачи, да повторам, наш гостин во рано наутро е Дарко Богданов од Виница, кој што веќе, како што кажа, уште од мали нозе се занимава со стрип уметноста. Така, еве, во моментот тој изработува еден стрип лик, па да видиме што ќе подготви. Јас во меѓувреме можам да ја презентирам неговата збирка. Така. Еве, додека работите на стрипот, дали ви треба мир и спокој или? Па да, мислам тоа е таква работа во која е потребно посебни услови. Не е тоа некаква вообичаена секојдневна работа, каде што не е битно дали има атмосфера или не. Нормално кога има
човек повеќе мир и спокој, ќе биде и поквалитетно и тоа што ќе го направи, тоа што ќе го нацрта. Јас ќе прочитам еден дел од вашата стрип збирка. Да, слободно. Драги пријатели, гозбата помина, сите сте сите, напиени, а сега губете се. Доволно е дружињето. Мислам на есен, мислам на зима, не можам да ја најдам причина. Зар сомнеш се уште имам? Чудно е на небо, моја облак да остана само филм. Може ли да ни го протолкувате? Тоа беше изводок, значи, од првата збирка, комплетно авторската збирка Modus Vivendi, која е издадена 2011 во моја режија, имав среќа да добивам помош од општина Виница и поддршка, за што сум благодарен. Така. Значи, ова е некој личен проект, мој личен проект, што се протегна, што се работеше во текот на едно 6-7 години со прекини за време на студии, кога човек мораше покрај стрипот, мораше да работи и некои други работи, нели, факултетските задачи. Заврши во Софија, Ликовна академија, одсек графика. И како што поминуваше времето, колку повеќе се работи едно нешто, толку повеќе и самото еволуира, самото се формира. Ова се претежно е како некој си стрип дневник ќе му дојде, некои мисли, некои ставови, гледишта, оформување на карактер едноставно. Како и секој млад човек кога се оформува карактер. А еве, например, колку се прифатени вашите стрипови од публиката? Има ли побарувачка? Па, мислам, кај нас е малку специфична ситуација, затоа што малку е проблематично со издавачите. Многу време немавме издавачи во Македонија и имаше само ентузијастички обиди, некои преку списанија да се одржува таа стрип култура. Мислам дека добро се прифатија со оглед на нашите околности во Македонија. Мислам дека добро се прифати албумот, поготово вториот албум. Мислам дека подобро помина. Затоа што малку е пристапен кон публиката. Ова е малку по-херметички, по-затворен, по-интимен е албумов. Ова е малку по-пристапен и по-лесно може да се идентификуваат. Еве, например, овој стрип за кои генерации поточно е наменет или за буквално за секој? Ова е за секого, мислам дека е за секого. Со тоа што едноставно имаме и неколку хорор елементи што не знам колку би се допаднало на секоја публика, меѓутоа од се по нешто имаме. Од се по нешто, така, тоа за секој. И самиот наслов го кажува тоа. Мрак, хумор, тишина, така. Да, поделен на три сегменти. Според тематиката која се обработува. Мрак е таму се тие со малку повеќе хорор елементи, хумор се хумористичните стрипови, а тишина се едноставно стрипови без диалог, а само со слики или едноставно има текст, меѓутоа тоа е внатрешен диалог на самиот лик. Еве да ни кажете кој е вашиот прв стрип? Што нацртавте за прв пат? Мојот целосно авторски прв стрип беше, сеќавам дали имав 12-13 години, и тоа беше некоја си научно-фантастична приказна, под влијание на некои цртани серии што сум ги гледал како мал и некои такви научно-фантастични стрипови. Еве колку стрипови дома чувате? Сигурно имате еден куп. Има голема колекција. Секогаш кога се може се купува и нешто ново, затоа што постојано излегуваат во регионов, постојано излегуваат нови стрипови на дневна база. Кој автор ви е така најмногу драг? Најмногу сум наклонет кон тие по-класичните стрипови, значи од времето. Тоа златното време на стрипот, тоа е од 1920 до 1950 во Америка, тие старите стрипови, значи Алекс Реймонд, Валас Вуд, што работеле во тоа време, пред експанзијата на суперхероите.
француски стрипови, пример Жан Жиро, кој имаше најдобриот вестерн според мене. А еве овде во Македонија можете ли да издвоите еден така по... Па да, овде ги имаме повеќе, мислам, ја од македонските автори нормално најмногу ми се допаѓаат овие нашите од постарата генерација што беа како Љубомир Филипов, Дими Иванов Димано, Миле Топус, од нив се научив најпрво да цртам. Моментално има доста автори, пред неколку години имаше некоја своевидна ренесанса на македонскиот стрип и се појавија многу повеќе автори, а и ние што бевме малку постари се активиравме пак. Се направи стрип форум maxstripovi.com, таму се собра тие веќе што се знаевме, се појавија и нови деца и почна да се развива. Сега пак малку стагниравме, меѓутоа мислам дека има иднина во стрипот во Македонија, затоа што ете пред 2 години се појави стрип издавач од Скопје, што објавува македонски автори. Така да се надеваме и на подобро. Така еве, стрипот не може секој да го учи, тоа сепак си е талент, сепак дарба, треба да знаеш да црташ и да пренесеш на вистина приказна во тоа што ќе се нацрта. Да, не е само талентот. Талентот е можеби најбитниот момент и доста е важно да го има човек, меѓутоа поважна е и работата. Така. Човек мора да се посвети на нешто за ако сака да има резултати од нешто. И доста добро познавање на повеќе работи, не само на ликовните елементи и принципи, не само на цртањето како вештина, туку и на повеќе работи. И работи од општа култура, значи историја, географија, костимографија, перспектива дури, значи нацртна геометрија за да се доловува перспективата во кадрите. Склоп на многу работи. Многу влијае така. Да. Еве во Виница има ли некој друг стрип уметник освен вас? Па мислам дека за жал до сега дека јас сум единствен што се занимавал со стрип во Виница и околината на Виница. Така. Има љубители, некои што читале, што се откажале од читање, собирање, а некогаш некој ќе се собереме па ќе споделува некои моменти и се тоа. Меѓутоа, мислам дека не цртал никој друг. Се надевам ќе се промени тоа. Да. Се одржа пред неколку години една работилница во Виница во склоп на Слободна зона фестивалот и мислам дека беше доста успешна. Со деца од гимназијата и од основните школи. Излегоа интересни карактери. Дизајнира баш интересни карактери. Мало беше времето, 2 дена само траеше, меѓутоа и тоа беше добро за почеток. Сепак доволно, така. Да. Добро, еве, например, за љубителите на стрипот и кои што досега не слушнале за вас, каде може да ја набават вашата збирка? Дали ја има во продажба или? Да, ја има во продажба, меѓутоа само во Скопје во редовна продажба, значи во стрип книжарницата Бункер. Таа се наоѓа кај Рамстор. Таму ги има и двете книги. Мислам дека и во Или ја има првата книга. Едноставно, исто така и од мене, од самиот автор, може исто, кој е заинтересиран. Колку чини една стрип збирка? Долго не ви е проблем да кажете сега? Не е проблем. Човек да се прашува човек да е таков светов, би ги давал бесплатно. Тоа е нормално. Така, но сепак трудот треба да се исплати. Потребно да се исплати сите трошоци. Секогаш се трудиме, значи со двете збирки, секогаш се трудиме да биде што попристапно, да не е премногу скапо, затоа што има доста стрипови што се многу скапи. Некогаш не може да си ги приушти. Овие мои пример се првата збирка е 200 денари, втората е 250. Символична цена, сепак 200 денари. Да, тоа секогаш. А ќе имаш за секогаш оваа збирка?
Да, секогаш гледавме и со сценаристите и секогаш што ние како некое начало стриповите да ни се што поевтини за да може да ги купи и тој што има пари и тој што нема баш пари, а сака да ги има. Што друго вака можете да кажете за вас? Дали може да се живее да се заработува со оваа стрип уметност или се зависи, значи се зависи од самото посветување на човекот. И во Македонија конкретно не може да се живее целосно. Едноставно сите ние што се занимаваме со стрип во Македонија се трудиме и гледаме да се најде ангажман за странски клиенти. Значи тоа е една од погодностите интернетот што ги дава. Сега е многу полесно за да се дојде до таков ангажман. Има луѓе што постојано, значи има понуди на интернет, човек е доволно да бара и да биде упорен. Значи така може би можело, меѓутоа во Македонија и само во Македонија од стрип не може да се живее. Мора да се работи нешто плюс настрана за човек да обстане и да може после да се посвети на цртање стрипови. Така. Јас само ќе прашам дали сте веќе при крај со Да, веќе е при крај. Бидејќи и немаме многу време. Да. Но јас сепак многу ви благодарам што... Благодарам јас за поканата. Нормално, во секоја време се надевам дека во наредна прилика ќе се видиме за некоја ваша изложба. Се надевам и јас секогаш убаво кога има изложби. Така и да ги придобиеме помладите, еве да речеме, да го сакаат стрипот и што почесто да читаат. Па да, мислам дека младиве се доста приврзани со стриповите, иако на друг начин. Тие стрипот го запознаваат преку холивудските филмови, додека кај нас малку постари што сме беше обратно. Сега тие ги гледаат суперхероите што ги снимаат во Холивуд, а не знаат дека потеклото има стрипови. Така. И треба отпосле да им се каже. Точно. Баш ме интересира што имате нацртано и како ќе го опишете тоа. Колку што може и дозволува времето на брзина. Верувам дека е прекрасно. Значи, ова едноставно не е нешто многу, меѓутоа ова е мојата трема преточена во цртеж, затоа што немам искуство со снимање пред камера. Еве да го види камерата. Прекрасно. Ова сте вие. Да, и нашата камера. Колку што може да се долова. Така. Прекрасно, навистина. Ова ќе го зачуваме за еден спомен од вас. Нормално, тама работа. Дали долови доволно камерата? Така, еве, ова е Дарко и нашата камера. Така, Дарко, јас многу ти благодарам и покрај разговорот ти успеа да нацрташ нешто навистина прекрасно. Аз се надевам дека е доволно добро. Прекрасно. Не е добро, тога е прекрасно. Да. Така, Дарко, толку ни дозволува и времето. Еве, нашата емисија завршува во 10, имаме и некои други содржини кои што треба да ги погледне нашата публика. Јас ти благодарам многу што одвои време и ти посакувам многу успех, уште многу твои збирки и многу изложби. Благодарам за поканата, ми беше мило да присуствувам. Многу пријатна атмосфера и многу пријатен разговор беше ова. Ви благодарам многу. Благодарам и јас. Така, почитувани гледачи, ова беше Дарко Богданов од Виница, стрип уметник. Овде го завршуваме разговорот со него, а продолжуваме со една музичка песна, потоа се враќаме во студио и продолжуваме до 10.